Младите каменички кошаркари од државниот надпревар во кошарка кој што се одржа во Скопје се вратија со награди. Машката екипа го освои третото место, додека женската четвртото. Го освоивме третото место со машката екипа. Значи, залагањето и пожртвуваноста на надпреварите е за секаква пофала, значи, на учениците и се докажавме како една од најдобрите екип. И третото место мисламе за пофала за нашата општина, за тоа што децата со нивното активно учество во спортот во Македонска Каменица го искажаа и на државно ниво. Сакам да се заблагодарам на нашиот директор, на господинот Димче Атанасовски, исто така и на градоначалникот на општината Македонска Каменица, што секогаш ни помагаат во спортот, во училишниот спорт. Нашата екипа од основното училиште, женската екипа, во кошарка го освои четвртото место на државното првенство кое што се одржа во Скопје. Младите спортисти се презадоволни од постигнатиот успех. Јас се занимавам со кошарка веќе 4 години. Веќе интензивно се подготвуваме за наредните периоди. Имавме речиси голема конкуренција. Прво бевме во Кочани на општински надпревар, односно зонски, каде што ја совладавме екипата на Кочани. Подоцна бевме на регионален надпревар во Велес, каде што игравме против екипата на Струмица, каде што и нив ги совладавме и се пласиравме на државното првенство. На државното првенство бевме во Скопје 3 дена. Таму бевме 6 екипи, поделени во 2 групи по 3 екипи, значи во нашата група бевме први. Младите кошаркари денеска беа на прием во општина Македонска Каменица. Согласно нашиот правилник на општина Македонска Каменица, оние ученици кои што имаат освоено трето место ќе бидат привилегирани при добивањето на ученичките стипендии, додека за менторите согласно правилникот и таму имаме определена стимулација за постигнување на подобри резултати. Ова е прв поголем успех на младите спортисти од Македонска Каменица.